Сакам да ве замолам за едно разбирање со оглед дека емисијата се вика Гласот на народот. Јас ги замолив гледачите да најдам на разбирање, нема да вклучам. Тоа не ми се случило воопшто во изминатите 3 дена да немам вклучување на гледачи, оти постоиме 7 години речиси, без гледачите емисијата е празна. Но успеав че најдам на разбирање 2 прашања на гледачите, тоа се од диаспората. Како познавач, бидејќи рековте дека го ценам тоа, почитувам дека ја познавате историјата, ќе ми дозволите некои од тие прашања констатации да прочитам. Може? Велат дека познато е дека данецот Мегастен околу 300-та година пред нашата ера пишувал за Индија, а македонецот Хакатеј од Абдера пишувал за Египет. И двајцата ги спомнуваат евреите. Двајца македонски учени луѓе, ученици на Аристотел, Теофраст и Кларкс од Солија, исто така се занимавале со евреите и го прикажале еврејскиот народ како народ на филозофи. И самите евреи во тоа време почнале да пишуваат на коине јазикот. Околу 200 година пред нашата ера, еврејската заедница во Александрија била добро примена во престолнината на Македонското царство. Династијата на Птолемејците ангажира 70 врни научници и напишале Библијата на општиот коине јазик, а подоцна таа на латински наречена Семтигуна. Врската на Александрија, Ерусалим, била многу добра, но веројатно порезите не биле многу омилени во Јудеја поради што добро била примена тогашната селвегдиска власт како последица следува восстанието во Јуда. Многу подоцна за врската помеѓу македонците и евреите може да се најдат и во 3 макијавејски песни во Библијата. Сведоштво за врската меѓу македонците и израелците има и во библискиот атлас на Таймс, објавена 1987 година, и во преводот на српско-хрватски јазик од 1990 година, каде на картата на страница 91 на феникиските трговски патишта за целокупниот тогашен македонски, а денес така наречен Балкански полуостров, е напишано само името Македонија. Истото може да се види на картата на страницата 94, на страна 171, веќе имаме податоци за еврејската диаспора во првиот век нашата ера во Македонија, додека на страница 172 и 173 се презентирани Павловите мисионерски патеки во Македонија во периодот 46 до 56 година од нашата ера. Прашањето е: како израелците денеска гледаат на врската помеѓу македонскиот и израелскиот народ како 2 предбиблиски и библиски народи? Ова е констатација на професор Васил Илјов, а беше чест и задоволство да го пренесам. Tu transmetitestoju. Го ценам ова многу, ова прекрасно истражување и јас го следев до одреден број векови, но ви отидовте малку подалеку. Но видете, кога се работи за античкото време, многу познато дека евреите беа расширени насекаде. И да не го спомнуваме Израел, кој што тогаш во тоа време не беше Израел, како таков. Имаме многу врски со многу вери, многу религии, имаме толку многу нешта заеднички во нашата вера и во нашите чувства, во нашите божества и нашите богови. Има многу респект кон религијата и верувам дека во многу нешта што се случиле во минатото, кои што укажале на тоа, веројатно дека има подобри начини, не само духовно, туку да се изучува Библијата е многу важен сегмент, бидејќи тоа е почетокот на многу нешта. Така да ние сме многу антички народи и многу нешта, многу стари народи сме, древни и многу нешта делиме, споделуваме во иднината, кога гледаме наназад, но и кога веруваме во иднината. Така да јас навистина го ценам ова истражување ваше.
И мислам дека ми дава апетит да се вратам назад на мојата домашна задача и да се вратам на најубавија прекрасни нешта што ги знаедовте, бидејќи има нешто што ги знам, но и некои нешта што се нови ми ги спомнуват и ви благодарам. Многу ви благодарам. I thank you very much. Allow me just as македонец кој живее во Германија и што туку ми ја испрати, се вика господин Ристо Поповски од Берлин. Тој вели, историчарот Јосиф Лавеј запишал: еврејскиот висок свештеник од Ерусалим со сите почести го пречекал Александар Македонски, кој од својот конј слегнал и клекнал пред свештеникот за препастување на неговите македонски генерали и војска. Свештеникот му го предал клучот од градот. Во другата рака го држал ковчегот од Светиот Завет, во кој се чувала светата книга Тора, во која, во записите на Даниел, пишувало за Александар, кој ќе стане цар на македонците и оти на евреите ќе ги ослободи од персиското робство. Александар не им забранил на евреите нивната религија, туку напротив, им одобрил со декрет да тие слободно ја шират нивната религија низ целото македонско царство. И второ, дали е познато тие 800 зборови македонски и еврејски се исти? 800? Како на пример? Јас ја добив само констатацијата на господинот Поповски. Не ми даде образложение, туку тоа можете да тоа пишува во Бетхлемската звезда од Јован Манев. Во таа книга убаво се нагласени, насочени, дефинирани за кои зборови станува збор. Знаете, минатата недела Бетлеемската звезда, Витлеемската звезда беше на небото, Витлеемската звезда. И двете звезди кои што се приближија до месечината и се верува дека ние ја видовме, значи, Витлеемската звезда. И тоа се случува на неколку години. Минатата недела токму се случи тоа. Така да тоа е многу убава приказна. Значи, ние во Израел веруваме дека, како што велиме, дека тоа е почетокот на се. И во Јерусалим е главен град на Израел и на еврејскиот народ, но тоа е исто така лулка на трите монотеистички религии. И тоа е прекрасно место, знаете, и многу е важно за луѓето да го посетат Ерусалим и да се вратат онаму каде што го спомнувате токму и да почнат да размислуваат уште една за историјата, за тоа колку нешта на вистина не спојуваат. И ви препорачувам да одите без виза сега. И гледам дека се заинтересирани за Библијата, треба со своите очи да го видите, прекрасно е.